ВМРО-ДПМН веќе е очаено кога зборува за судството. Прочитан си како буквар и не направи ниту една реформа, реагира лидерот на СДСМ Венко Филипче по постојаните критики од премиерот Мицкоски и ВМРО-ДПМН дека СДСМ се виновни за лошите состојби и влијанија во правосудството од време на нивното владење. Според Филипче, власта не ја интересира правдата, а од вкупно 12 закони кои што требаше да се донесат оваа година, ниту еден, како што рече, не само што не е донесен, не е ниту поднесен од страна на Министерството за правда во собранието. Сакам јавно да ги прашам до кога Венко Филипче и СДСМ ќе им бидат криви што не можат да спроведат ништо, ниту една реформа. Година и пол дена наназад поставуваат своји судии, своји обвинители, само го партизираат судството, нема ништо суштински од спроведувањето на реформите. Јас бев тој кој што понуди врака, бев на состанок кај премиерот да направиме заеднички работни групи, да се спроведе реформската агенда. Досега не е донесен ниту еден реформски закон од сферата на правосудството. Не може партиски портпароли да кажуваат кој треба да биде зад решетки. Тоа треба да го каже независно и целосно функционално судство. Мицкоски на синоќешниот прв митинг во Скопје изрази незадоволство од функционирањето на правосудниот систем, кој според него станал главно упориште на неправдите и, како што рече, аргатите на системот кој го поразиле. Тој по изборите најави темелни реформи во правосудството и ставање крај на, како што ја нарече, длабоката држава. Сакам да најавам дека после локалните избори нема да има ниту политичка коректност, ниту правна толеранција кон структурите што функционираат како длабока држава во одбрана на криминалот. Следуваат реформи за кои знам дека некои платени мегафони ќе паѓаат во несвест, но овој пат мора да не биде. Не може веќе правдата да чека, ниту да функционираме во две паралелни нееднакви Македонии. Двајцата лидери и во периодот пред кампањата меѓусебно се критикуваа за состојбите во правосудството. Ставот на Филипче е дека власта не прави речиси ништо за правна држава и реформските закони за ЕУ, додека Мицкоски смета дека проблемот со законите е што со нив се бараат само високи плати кои судиите и обвинителите според него не ги заслужуваат.